Сонувачот. Јаков имаше 12 сина, но од нив најмногу го сакаше Јосиф. Тој му даде на Јосиф едно прекрасно шарено палто со светли бои. Тоа создаде љубомора кај браќата на Јосиф. Тие дури и го замразија. Јосиф исто така имаше посебни соништа. Сонував како врзувавме снопови од жито, рече тој. И вашите снопови се поклонија на мојот. Неговите браќа го намразија уште повеќе. Јосиф сонуваше и друг сон. Сонцето, месечината и 11 звезди се поклонија пред мене. Неговиот татко и браќата се налутија. Сакаш да кажеш дека ќе владееш над нас? Еден ден, Јосифовите браќа беа на полињата, каде се грижеа за нивните овци. Го видоа дека доаѓа да ги посети. Планираа да го убијат и да стават крај на сите негови соништа. Не е во ред да го убиеме нашиот брат, рече Рувим. Ајде да го фрлиме во овој празен бунар. Му го соблекоа шареното палто и го фрлија во бунарот. Ишмаелските трговци поминуваа оттаму, одејки кон Египет. Ајде да го продадеме Јосиф како роб на ишмаелците, предложи Јуда. Така, браќата го продадоа Јосиф за 20 парчиња сребро. Браќата го натопија шареното палто на Јосиф во крв од коза и го покажаа на Јаков. Мојот син е мртов, плачеше тој. Во меѓувреме, ишмаелците го одведоа Јосиф во Египет. Но Бог беше со него. Во Египет, ишмаелците го продадоа Јосиф на Потифар, капетан на фараонот. Бог го благослови Јосиф и го направи успешен. Потифар го постави Јосиф да биде раководител на целиот негов дом.